Благодарам, почитувам председател на комисија, почитувана министерка Тренчевска, почитувани колеги, почитувана јавност. Сега за збор за да укажам дека класично за власта, класично за владата, со спинови, со полувистини, со изместувања се обидуваат да се анулираат одредени тези. Конкретно ни се пласира и овде и на јавноста дека ова бил закон за минимална плата и не можело да се уредува другите плати, и демека ете имале волја, имале диалог, меѓутоа биле ограничени законски. Апсолутна невистина. Прво од самиот предлог, што е доставен за измена на законот за минимална плата, има дел кој што се уредува со друг закон, а тоа е финансиската помош. Не може да убедувате јавноста дека не може со закон за минимална плата да се утврди зголемување на другите плати, затоа што базично се поврзани и коефициентите и во колективните договори, кои што се понизок такт од закон, и во другите законски решенија се поврзани со износот на минимална плата. И ако менуваш минимална плата, логично е, природно е да се измени и член кој што ќе додаде дека треба да се согласат другите плати доколку имате волја. Вие имате посебен закон со кој што се уредува финансиска помош на предпријатија и таа одредба сте вметнале во овој закон. Како сега? За ова важи и не е само за минимална плата законот, туку може да се финансиски помагаат јавните предпријатија, читете го член 4г и така натаму, каде што се повикувате на како се исплаќа минимална финансиска помош за минимална плата, колку пари, кои се процедурите, кои се документите, што е статус и така натаму, да не ја читам. Значи за ова важи и може да се интервенира во друг закон. Дополнително нова, секој закон има прекршочни одредби. Па тие прекршочни одредби се референцираат на законот за прекршоци. Значи тоа ли е упад во законот? И ова ли е упад во законот? Затоа ве молам, не планирав да се јавам за дискусија по оваа точка и по овој амандман, меѓутоа ја потценувате интелигенцијата прво на народот и потоа на овие пратеници овдека. И затоа, ако сакате да не направите урамниловка, ако сте искрени во заложбите да се зголемат сите плати скалесто и пропорционално, ќе го прифатите амандманот кој што ова го уредува во овој закон за минимална плата и нема никаква пречка, ниту законска, ниту уставна, ниту било каква, за тоа да се направи. Се друго што правите овде е ефтин политички популизам, замајување на јавноста и купување на време затоа што сте неискрени. Ако сакате да ги зголемите платите, бујрум, зголемете ги платите во овој закон. Благодарам. Ви благодарам.